Добро вечер. Меѓувладиниот договор што денеска беше потпишан во Лондон е вториот од така наречениот концепт влада со влада. И неколку дена пред потписот на овој договор премиерот веќе најави дека негде за затворени врати во владата веројатно чека и трет договор влада со влада, како безмалку да е доволно само да кажете дека и тој ќе биде со европска земја. Додека на една рута Македонија во планот за раст, кој што Урсула фон дер Лајен го најави како планот 6 милиарди евра за регионот на Западен Балкан, кој треба да донесе шанси за удвојување на бруто домашниот производ, за Македонија носи 750 милиони и може да се опише како проект кој што тврди дека извршувањето на целите опишани во таа реформска агенда ќе донесат далеку потранспарентни односи, ќе донесат подобра регулатива, која ќе ја зголеми компетитивноста, ќе овозможи конечно и државата полека да се повлекува од позицијата на доминантен економски оператор, а растот на незиниот бруто домашен производ можеби ќе добие шанса да не биде доминантно од домашната потрошувачка, туку во својата структура повеќе да може да акцептира инвестиции кои ќе го променат тој мастер план. Зборуваме ли сега веќе после овој договор во Лондон за два концепти кои ги бутка македонската влада? Едната траса која е оваа европската, за која би требале да добиеме околу 750 милиони, и страста на македонската влада да тргне во одлуки влада со влада, кои по дефиниција носат ситуации во кои ќе има многу ексклузивност или исклучување од она што го правиме во планот за раст, слично на проектот Бехтел и Енка, во кој моравме поради ексклузивност да интервенираме дури во 4 закони и на тој начин да ја затвориме целата приказна со прилично дискреција и низа други прашања кои беа поставувани се чини навреме. Додавките од типот стратешко, важно, ние сме одбраните, веројатно се таа политичка нарација која треба да го акомодира овој договор. Срцето на целата приказна е британската кредитно-извозна агенција, кон која веројатно може да се пристапи дури и без ваков договор за соработка. За тоа сведочи српското искуство пред неколку години, а за волја на вистината, ова што денеска од Лондон со прилично бучност се раскажува од македонската влада, српската влада веќе го заврши во Белград пред 40 дена, потпишувајќи го истиот меморандум кој пристапува кон Британската агенција за развој. Истата таа агенција има седиште во Белград. Незината работа е всушност да брка влади, инвеститори и да ја затвора оваа рамка во која интересот на британците е да пласираат пари за нив, да гарантираат и да овозможат работа на нивните економски оператори. Тоа е нивниот интерес. Македонскиот, се разбира, не е помал представен како нов, важен инвестициски циклус, но тоа што се работи за Обединетото кралство, а не да речеме за Кина, која најчесто не опишуваат како прилично токсична во овие релации, не мора да биде воопшто никаква гаранција за тоа како се изведуваат плановите и дека повторно нема да завршат во хроничните проблеми кои Македонија ги покажува и со кинеските автопати, и со Бехтел и Енка, и со многу други пропаднати проекти. На ниеден начин овој договор нема да ги поправи административните капацитети. На ниеден начин македонските институции сигурно нема побрзо да реагираат. И на ниеден начин сумите кои што се предвидуваат за изведување на овие големи проекти можат да застанат на почетните. Во таа смисла, Обединетото кралство нема никакви гаранции кон Македонија. Фактот дека овој договор ќе се ратификува во македонскиот парламент може само да биде знак дека всушност и поголемиот дел од постапките подоцна можеби ќе го користат инструментот на специјални закони. Рано е да видиме се од тоа, но исто така е доволно вознемирувачки да се прашаме како дури и за лаици пристап или повлекување на 2,2 милиарди евра на ниеден начин нема да поремети ниедно од сидрата кои се запишани во фискалната стратегија или во стратегијата за управување на јавниот долг.
Ова е мојата долга најава на темата која доаѓа, ама одговорите се уште не ги знаеме за некои од дилемите и обкружувањето на оваа приказна. Вечерва ќе разговарам со моите гости. Професор доктор Ванчо Узунов, универзитетски професор. Добро вечер, професоре. Добро вечер. И Виктор Митевски, извршен директор на ЗМАИ. Добро вечер и за вас. Прегледавме некои аспекти од оваа приказна. Не тврдам дека сме на некаквата вистинска трага, но веројатно поважно, тоа што сакав да го видам и е еден од инструментите кои беа важни кога правевме измената на законот за буџетите, е посебното тело кое што го избираше собранието, а тоа е Фискалниот совет. Еден од дописите, да речеме, ги проверив дека нивната улога би била важна, меѓу другото и да ја култивираат јавната дебата, а оти тоа што би требало да го каже како став Фискалниот совет, би требало да ги подобри овие, да речеме, наши дебати кои не мора да бидат реферирани, тоа е интересот на Ванчо или тоа е интересот на Виктор. Фискалниот совет, откако проговори за пензиите, напросто е исчезнат од оваа дебата. Во однос на оваа тема е прерано да очекуваме да имаат некаков став или беше вистински момент да ги видиме нивните предупредувања? Добро вечер уште еднаш. Интересно прашање. Не е прерано, меѓутоа ја би чекал уште една недела и после тоа веќе би ги критикувал да сепак може би сакат да соберат уште некои податоци, затоа што сепак се официјално тело, значи зборуваат во некое полуофицијално име, и да излезат со некое мислење. Или пак да добијат, да направат некои калкулации. Не дека треба кузне колку, меѓутоа, еве, да биде поиздржано, така да уште, да ги дочекаме уште малце, затоа што дефинитивно е нешто каде што Фискалниот совет мора да реагира, па таман каже браво на идејата и така натаму. Што и да каже, мора да реагира, затоа што е прашање кое што има длабоки фискални последици на државата и ќе има и понатаму и многу повеќе од само фискално. Виктор, јас предлагам да завршиме со првата пауза за реклами, па да имаме цел блок во кој ќе отпочнеме, што би се рекло, од А или можеби од тоа што некаков адресар на британската агенција стои. Нас ни се представува дека со посебен политички процес на доверба Македонија и Обединетото кралство како партнери, пријатели, стратешко партнерство стигнале во договор за 6 милиарди евра, иако на страничката на истата агенција проценката за колку пари за Македонија би давала гаранција истата агенција и без ова што го гледаме деновиве, се позиција е истата сума, како што е и за Албанија, како што е и за Бугарија, како што е и за Србија. Ако дозволите само 30 секунди околу Фискалниот совет, и овдека не би зборел само за Фискалниот совет, би кажал, за мене е поразително што ние имаме закон за буџети кој што е веќе донесен неколку години, а секоја година на крајот на годината го одложуваме неговата примена. Фискалниот совет е само алка, едно парче од мозаикот на законот за буџети. Што поскоро треба да го видиме тој закон за буџети целосно во примена. И многу голем дел од работите кои што ќе ги зборуваме вечерва ќе бидеме заштитени на некој начин со тој закон. Бев заинтересирана да гледам повеќе работи, да споредувам паралелно, да речеме Министерството за финансии да добие одредени пари кои што се од оваа реформската агенда околу оваа прашање на законот за буџети требаше да донесе уште 17 подзаконски акти за да ги засили овие аспекти за кои ние зборуваме. Еве ние потрошивме скоро 10 минути да се прашаме дали всушност веќе требаше да имаме ставот на Фискалниот совет. Пауза за реклами. Виктор, ќе ве замолам само за лаици во принцип како публика да не ги заморуваме да се потрудиме да ги поедноставиме приказните за тоа што сакаме да го кажеме. Пред рекламата најавив дека се стои на страничката на британската агенција и проценките за гаранцијата која што тие би ја дале пред банките
за евентуален кредит кој подоцна, кога веќе давате гаранцијата или, како што вели вице-премиерот Николовски, ексклузивно ќе ни ја дадат шансата да го користиме кредитниот рейтинг на Британија, не ексклузивно за секој кој што ќе пристапи во оваа програма, го користи кредитниот рейтинг, но се разбира, таа гаранција се наплаќа, затоа досега не слушнавме дека освен каматата, да речеме на JP Morgan, што ќе ја дознаеме, меѓу другото и ова ќе треба да го платиме. Сите земји по азбучен ред се поставени на сцената, нема многу мистификација. Вечерва ќе додадам дека оваа влада не е пионер во идејата. Предходната влада разговарала со британската влада, нивната рамка била 2 милиарди. Да речеме, веројатно поучени од Бехтел и Енка и јавните реакции околу тоа како го завршија тој проект, владата се повлекла, што покажува дека има смисла јавниот притисок без оглед што во одреден момент прават. Но ако ги видиме термините и образложенијата на вице-премиерот Николовски, дека тие со британците разговарале уште додека биле во опозиција, можам да извлечам заклучок дека британците паралелно разговарале и со владата, и со опозицијата, за која, ако еден ден стане, и сега ова станува реалност. Значи, тука треба да бидеме на чисто дека и не треба да изамеруваме на британската влада, нити па на британските институции, затоа што тоа е нивниот интерес. Тие по излегувањето од Европската унија треба да најдат пазари каде што ќе можат да ги пласираат нивните компании, нивните услуги, нивните добра и при одување кон ваков механизам, особено кон земјите во развој, можеби и правилниот начин за проширување на нивната позиција надвор од нивните граници. Добро е да имаме стратешки партнерства, договори со земји кои што ни се пријателски, кои што ни давале поддршка, но треба да бидеме многу внимателни кога зборуваме за билатерални договори кои што во себе содржат суми на пари, задолжувања и инвестиции кои што се спроведуваат по одредени услови. Сега, имајќи предвид дека британската... Еден колега ме подсети, проверија би било многу непријатно, веројатно, за наративот и билатералниот договор со Грција и договор за стратешко партнерство. Толку кога ќе сакате да го насочите наративот, што всушност ова значи во таа некаква голема смисла. Имајќи предвид дека британската влада преку амбасадата и преку фондациите со кои што работат на нашата територија е голем поддржувач на транспарентност и отчетноста, јас навистина очекувам дека ќе имаме договор кој што ќе биде транспарентен и отчетен. Затоа што ако се сопнеме на таа почетна основа, тогаш ние ќе имаме договор кој што може да заврши неславно како и сите останати билатерални договори кои што сме ги испрале преку собранието, односно преку закон за задолжување кој што е специјален и кој што во себе ги содржи и критериумите по кои што ќе се... Ама знаете што е замката? Тие нас нема да не чуваат од самите себе. До точката кои се тие и до можности и пристапот до информации и транспарентноста, секој од нас може да кликне, се да провери нивната страница, ништо од условите не е тајна, ништо од оваа политичка шума околу што се создава не ги компрометира патот да провериш за што всушност навистина станува збор, но тие на ниеден начин нема да не штитат од нашата домашна изведба. Ако стои дека согласно регулативата, а така стои и за јавните набавки во претходниот договор кој што ние ги потпишавме со Велика Британија после излегувањето после Брекзит. Подјаволите, согласно нашата законска процедура и специјален закон не е забранет и не е надвор од регулативата. Значи, останува големото поле на нашето разбирање од потребата за транспарентност и за тоа како ќе ги уредиме постапките за големите пари. Ама ова не е новина кај нас. Значи, ние видовме во минатото со билатерален договор со кинескиот кредит за задолжувањето за автопатот Миладиновци и Штип и фамозниот Кичево Охрид, дека ние на многу сличен начин потпишавме договор со кој што се обврзавме на услови како држава
кои што мораме да ги почитуваме, затоа што тоа е меѓународен договор, кој што и нашите закони и за јавни набавки меѓу другото ги признаваат како релевантни за спроведување на процедурите во рамки на тие договори и тоа што е договорено внатре во нив. Професоре, го знам некаквиот ваш став дека не треба да правиме разлика помеѓу токсични кинези, опасни руси, добрите кои живеат со практиките на транспарентноста. Кога се работи за пари, вие сметате дека оваа европска периферија по дефиниција, како се вели, мета да се излече максимум за земјите кои што ги пласираат парите, а последиците во принцип по дефиниција остануваат на земјите. Простите ме, само ќе додадам дека Србија го пробала механизмот пред воопшто да го потпише меморандумот, го потпишува во април оваа година, а 21 за Моравскиот коридор, таа и пристапува на британската агенција. Британската агенција гарант пред JP Morgan земаат 430 милиони. Нивната конструкција тврдат дека ќе биде 800 милиони евра, скоро по македонски како ние што прашуваме за Бехтел, Јенка или кинескиот автопат. Крајот на 24-та проектот не е завршен, а веќе чини 1,6 милиарди. Ете, за тие моменти на локалната изведба зборуваме кои што може да бидат опасност. Дефинитивно може да бидат опасност и ја дефинитивно се плашам дека де факто тоа не ни бега таква некоја опасност. И гледате се зашто све станува збор, потpuno согласен со ова што го кажа Виктор, дека ние нема што да им замераме да се љутиме на британците. Британците си ја работат одлично, работат што треба да работат. И многу убаво ќе се пласираат и себе си, своите интереси, своите пари. На крајот они ќе добијат и тамани камата да немаме ние да плаќаме, ќе добијат многу убава сума пари, бидејќи ќе имаат нивни фирми овде работа, 30% викаат дека ќе земат, ја мислам преку 50.000 од парите што ќе бидат дадени, ќе си ги земат назад преку фирмите, а потоа ќе си го земат кредитот со се камата, парите од кредитот со се камата. Тоа е за нив многу убава заработка, но они си ги штитат интересите на Британија. И кој ќе ни рече владата нема такво нешто, ви кажа амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија, тоа за мене, мислам, го знам човекот, многу окей, он си ја брани неговата позиција. Неговите даночни врзници што го плаќат. Нашата влада треба да не штити нас, а не штити. Туку го гледат својот интерес. Ама од кого да не штити? Од самата себе си е сега овдека дефиницијата. Од можни злоупотреби и од можни... Ама кои се, не се тие трети што злоупотребуваат? Окей. Значи да не штити од самата себе, а тоа не може. Значи ние треба да се штитиме од нас, затоа и учествуваме во оваа емисија. Се што е овде големиот проблем. Тие сме кажале, тие кредити влада со влада, најчесто, Виктор нека потврди ако има некоја друга информација, ги даваат развиените земји на земји кои што се во развој, така ги викаме, уствари земји кои што не се добри во демократија, нема добар демократски систем или се корумпирани влади. Најчесто. Не мора да биде, ама најчесто. Познато е уште од пред многу години, прва почна тоа да го прави САД, потоа го научија разни други, во последна ваква су фрлија и кинезите, Британија е една од повештите. Што е проблемот секај нас? Дури еве и да претпоставиме дека нема трети скриени клаузули во плановите на Британија, во договорот сам или во плановите на Британија, дека стварно ќе бидат пари за некаков си развој. Прво, дали е стварно најевтината алтернатива? Овие кредити во принцип се скапи. Овие пари во принцип се скапи. Ние имаме уверување дека кредитот, цената на кредитот ќе биде поевтина него да е евроврзница, никаков доказ за тоа. Вице-премиерот уште и не тврди дека каматата ќе била пониска од инфлацијата, без да знае инфлацијата колкава е. Добро, може да се базираат на проценетата во фискалната стратегија. Да, ама тоа не е реално. Те ќе видиме колкава ќе биде. Не, мене знаете што ми е најзанимливо во оваа брза трака на представување на големиот успех, имам впечаток како да го фрлија унгарскиот кредит во корпа, затоа што кога вели подобро и од условите во унгарскиот кредит. А унгарскиот кредит покажа до сега дека нема никаков ефект. И фино кажавте и вие. На почетокот ова е веќе втор, трет, се најавува со Емирати и со не знам кого. Значи тоа е моделот на владата. И сега. Што ми е поентата што е многу битна за Македонија. Еве, ние да не ги отфрламе ваквите пари, бидејќи сме сиромашна држава и ни требат пари. Иако парите се најмалиот проблем на Македонија.
пред се ни треба други работи, ќе дојдеме до тоа понатаму. Меѓутоа, добри проекти, правилни проекти кои што ќе ги изберем. На крај ќе испадне. Ако е све во ред, да, ја претпоставувам дека биде све во ред, па дури и све транспарентно, па дури и ефтин кредит. Дека биде све во ред, у најдобро сценарио, ние ќе добиеме проект пруга до Солун, пошто 90 и кусур % од овој кредит е де факто за пругата, другите се ставени заради политичко пласирање на кредитот. Да, прошират палетата, дека е и здравство, ама тие болници потенцијално. ние требаше одамна сами да ги направиме. Тие болници ги гледаме во секој развоен план, во секој... Има секаде и требаше одамна да ги направиме. И не треба да чекаме пари од некој вакво стратешко план да градиме болници во Кочани и Кичево и каде беше. На крај, идејата е за пругата. Дефинитивно пругата е потребна на Македонија, дефинитивно исто толку пругата не е прв приоритет на Македонија. Има многу побитни работи. Не е ни втор, ни трет приоритет. Бидејќи во Македонија нема и кој да ја користи. Таа ќе биде корисна за унгарски и српски бизнисмени и за грчки, многу малку за македонски бизнисмени, ќе ја изградат фирми, ќе ја добие Македонија, ќе ја враќаат граѓаните на Македонија, парите ќе ги враќаат граѓаните на Македонија, други ќе користат, они ќе ги враќаат, и тоа со овој даночен систем што го имаме ние, пред се полнење буџетот преку индиректни даноци, ДДВ и така натаму, значи на плеќите на сиромашните и средната класа, која што нема да види ништо од тој кредит, таа пруга. И тоа ни е на стратешки проект што ќе гради државата. Затоа ја и кажав еднаш и ќе повторам и овде на емисија, сакам на почетокот да го кажам. Ако веќе земаме ваков кредит, и нека биде и поскап, нека биде и баш од Британија, Британија е добар пример, на еден стварно стратешки проект за Македонија. Стварно стратешки проект е целосна реформа на целиот образовен систем, по теркот на британскиот образовен систем. Да ни го направат британците, ќе им ги дајме парите, ама ќе направиме стварно breakthrough, промена нешто во Македонија еднаш да тргне. Со овакви проектчиња, нека бидат колку сакат помпозно најуени, ништо де факто нема да биде. Ајде да се вратиме на логиката, поврзано низ различни документи. За мене изненадувачки дека во ниеден од плановите, освен реконструкцијата на коридор 10 на железницата, никаде досега не функционира, не фигурира ваков план кој безмалку напрасно доаѓа. Добро, ако влегуваме во ова, дајте да влеземе и патнички, и транспортен, 2 траси, да го забрзаме протокот. Ако одите на 160-200 километри, се разбира дека вие морате многу тоа да избегнете. Тоа е безмалку сосема нова траса и така стигнува до 2 милиарди. Сега станува јасно зошто заспеви, зошто долг период нашата влада се трудеше да ја блокира, затвори приказната за коридорот 8, за кој што меѓу другото има и европско партнерство, и грантови, и прилично поволен кредит да ја завршиме приказната. И сега бевме на граница да веруваме дали бугарите се во право кога велат вие раскажувате и тарпејовски приказни, проблемот е од вашата страна. Повеќе од јасно е дека владата решава да се концентрира на ова, што кога ќе го погледнете во својот износ, не кореспондира со тоа што на среден рок нашата влада го запишала во своите клучни документи. Тоа е и фискалната стратегија, и таа за управување со јавниот долг, и проекциите за растот на бруто домашниот производ. За кога ќе погледнеме во документите како го предвидуваат растот на бруто домашниот производ, одеднаш звучи како да виси оваа дефиниција на премиерот, ама ова ќе биде толку добро што ќе го направи порастот на БДП-то неверојатен, и така ние во некаков процент јавниот долг, без оглед што се задолжуваме за волку пари, ќе видите на крајот ќе испадне помалку отколку што е сегашниот. Значи, Македонија се задолжувала и во минатото за инфраструктурни и стратешки проекти. Коректно да речеме, ако ова е операција од 2 милиарди, ние не можеме да зборуваме за поддршка на Европска инвестициска банка, Светска банка, тие не учествуваат со толкави суми во проекти. Повеќе од јасно е дека тоа мора да биде некаков ваков проект. Прашањето сега тоа што вели професорот, дали во овој момент тоа е приоритет и дали наредени толку многу проекти всушност на крајот сами по себе потврдуваат дека ние немаме оператива,
ниту институционален капацитет, во единца време, во оваа брза лента тоа да го завршиме. И на крајот тоа ќе ги поскапи сите проекти. Може би и затоа поминува добро наративот за овој договор во јавноста, затоа што јавноста веќе изгуби надеж дека со било какво друго задолжување ние можеме да направиме некаков структурен, некаков значаен инфраструктурен проект. Затоа што се што правевме некаде застанува на пат. Ама не смееме да заборавиме дека ние од 2010 година наваму го финансираме дефицитот, односно разликата помеѓу приходите и расходите во буџетот со задолжување преку еврообврзница, односно и на домашниот пазар на хартија од вредност, односно зајмуваме пари кои што се за буџетски потреби, за да можеме да ги сервисираме потребите на буџетот. Ваквото задолжување, а притоа имајќи предвид дека имаме за сервисирање неколку еврообврзници во следните години, и како ќе има притисок на јавниот долг и особено на фискалните правила кои што ги донесовме со Европскиот закон за буџети. И ако сакаме да бидеме одговорни пред јавноста, независно која влада е, треба да бидеме отворени да кажеме и да не смееме да се доведеме во ситуација да кажеме дека ова е фискално неутрален проект. Напротив, значи во какви рамки да се движиме, ние ќе се задолжуваме како земја. Ќе остане прашањето како ќе ги финансираме останатите потреби во буџетот. Сегашната дефиниција дека ќе пролетаат покрај нас како комета, ќе бидат регистрирани во Министерството за финансија, ниедно од сидрата со кои досега оперираме нема на ниеден начин да биде загрозено. Или идејата дека ќе ги коригираме проекциите, или е, како се вели посреди, друга идеја. Или има нешто трето, а тоа е, ќе си донесеме некои наши нови правила, или на крај ќе ги избришеме сите правила и ќе тераме така како што сакаме. Бидејќи ја гледам меѓу редови, и тоа го слушам дури од други луѓе вака што имаат информации, таа европска агенда и правила и на Европска унија и прилагодување кон тие правила се забораваат кога Европска унија не игра фер према нас, што има ние да играме по тие правила. И тоа значи тотално скренување од патот на ЕУ, прилагодување кон ЕУ и фаќање приклучок и така натаму сите тие реформи, де факто ќе стигнеме до тоа да ние изиграваме некоја држава која што ЕУ не прима, ние правиме како што ќе ни текне и тоа тука натаму веќе е неконтролибилна ситуацијата до крај. Добро не велат. Усвојуваат добар дел од законодавството. Меѓутоа, не го спроведуваат. Меѓутоа кога ги прават овие вакви аранжмани, тие се изборуваат за ексклузивност во однос на проектите, повредувајќи ги законите и постојано барајќи ексклузивност, поради што регулативата која што ја носиме, која треба да ги поправи административните капацитети, која треба да ги овозможи сите овие цели за кои што зборуваме, остануваат безмалку на истото ниво и сега зошто ве патувале во таа Европска унија кога ние нема да ги подигнеме административните капацитети и на крајот на краиштата не сме добра препорака дека кохезиските фондови ќе можеме да ги повлекуваме. Ова е тој учебник, да речеме, во кој што ние треба да се движиме. А оваа траса е таа другата траса која треба да испорача нешто друго. Не смееме да заборавиме дека ние пред многу кратко време се задолживме со популарниот унгарски кредит кој што беше наменет и има чиста намена за што треба да биде трошен, за да денеска зборуваме дека ние имаме реализација од 10 милиони евра. Тоа значи дека ние ги имаме парите. Значи ние британската агенција долгот го имаме. Британската агенција може да ни даде нас да ни гарантира долг, да земеме долг да креираме долг од комерцијалните финансиски институции кои што отворено со кои што ќе преговараме на пазар, а притоа тие пари да седат на наша сметка, а да не видат светло на денот проектите токму заради овие капацитети. Значи ние планираме да испуштивме 250 милиони евра во општините, а притоа очекуваме општините да изградат регионални патчиња, канализации, кои што во моментов не гледаме ништо на терен. Не гледаме нити како реализација, Прво не спуштија 250 милиони. Делот кој што е веројатно некоректен, ама ние не сме пристојна демократија за која сосема легитимно да го поставите тоа прашање. На 4-5 месеци пред избори не разговарате со вакви наративи кои секако ја купуваат перцепцијата на луѓето. Кому денеска не му е сосема сигурно јасно дека се во прашање 250 милиони, а не се 250 милиони. Ние на локални избори ќе отидеме со таа предност на едната страна која ќе раскажува таа приказна. 2,2 милиарди не видено досега во Македонија. Исто така ќе биде приказна која ќе треба да послужи за милиарди ни се ветуваат од 90-тите, јас колку што се сеќам. Тоа што сакам да ве прашам, професор Узунов,
скоро сите договори, кога треба на некој начин да бидат бранети дома, велат, ама погледнете што направивме во заштита на локалните контрактори. Во скоро од секој од договорите бараме услов дека 70% мора да бидат домашни компоненти. Бидејќи се работи главно за ангажман на градежна оператива, кога ќе го собереме ова расфрлање 250 за локална самоуправа, Бехтелиенка кој што е сега фиксен некако во следните буџети во капиталните инвестиции. Оваа нова приказна, напросто си помислуваш, добро, каде таа градежна оператива што ние гледаме, што може да има потенцијал ова да го фасилитира. Некако по дефиниција е јасно дека дури во таа рамка која само вели 20% мора да бидат британски, некако по дефиниција ќе значи дека тоа за што вие зборувате дека ќе биде многу повеќе британско или друго, бидејќи ние немаме капацитет да учествуваме со толку компоненти во вакви мегапроекти. Ама тоа зборува за недостатокот на капацитети не само во јавниот сектор. Значи јавниот сектор сите сме свесни дека јавниот сектор заради сите тие пречки кои што се на патот и кои што едноставно не се решаваат. Експроприацијата ја спомнавме, значи горлив проблем за секој инфраструктурен проблем во проект во оваа земја. Ама од друга страна, дали имаме навистина компании кои што може да одговорат на тоа? Значи ние во моментов имаме неколку клучни инфраструктурни проекти каде што имаме ангажирано македонска механизација, имаме македонска фирма која што го доби гасоводот. Тоа значи дека и таму имаме интензивна работа затоа што грците веќе ќе не стигнат на граница, ние се уште не сме почнале. Тоа значи дека ние во следниот период ќе имаме целосно ангажирана македонска градежна индустрија, а при тоа очекуваме дека ќе отвориме нови фронтови каде што ќе треба да имаме вештини кои што досега не сме ги имале. Последен пат пруга во Македонија се градеше Битола Кременица. Кратка пруга која што имаше неславен крај затоа што завршува од Битола до последното село, граница со Грција, притоа не е поврзана со Грција. Исто така стратешки проект да се врзе Битола со Европска унија. А сега кажуваме дека ќе реконструираме, ама и ќе градиме брза железница, затоа што треба да бидеме дел од тековите. Брза железница во Македонија не се градела. Немаме инженери, немаме работници кои што знаат тоа да го изградат. Добро, тие ќе го донеле сето тоа. Меѓутоа, нашите гледајки или учествувајки во проектот, велат некои од првенците во македонската влада, ќе имале ексклузивна можност да научат како тоа во ново време модерно се прави. Јас тоа го преведувам дека можноста јас да влезам во Луи Витон и на огледало да ја пробам последната чанта не значи дека како се вели тоа во реалниот живот. Просто сакам да речам, или е тоа прескапа технологија која ќе се замине приказната, не ги поправа референците на домашните компании и тие за себе не можат да се надеваат дека со оваа искуство пораснале да бидат партнери или носители на проекти, конкурирајќи дали во регионот или па вклучително и дома, во смисла на таа компетентност. Не за џабе Полска ќе изгради клучната инфраструктура со кохезивни фондови. Не случајно таквите земји како Полска знаеа како без пари, односно бесплатни пари да искористат од Европската унија со интеграцијата во Европската унија. И тоа е патот што требаше да го оди и Македонија. Тоа е целата суштина, тоа приклучување во ЕУ заради овие работи. Сите овие работи ќе се изградеа без пари од најстручни, доволно стручни и понатаму ќе ни научиа или ќе ни кажа како и се одржува тоа. Сега ќе се вратиме на што го реков. Ние ќе ги земеме парите како долг, ќе ги земат назад за изработка британци или турски фирми или српски фирми или некои. Не, вака, само да не сакам да створиме стигма дека ние сега сме против британски фирми. Значи, мислам дека треба да ни биде јасно дека ние треба да си ги прво да си го почитуваме системот. Ако британските фирми се најдобри во тоа, треба да бидат тие кои што ќе ни помогнат да изградиме нешто кое што го имаме, ама не да дадеме ексклузивитет на некого за се. Значи, треба да бидеме многу внимателни, тоа е тоа моментот каде што треба да ја гледаме големата слика. Треба да играме нашата игра во тие меѓународни договори како земја. Иако сме многу мали. Ај уште еднаш да те прашам, дали стварно мислиш дека железницата е првиот од сите приоритети? Не, тука се согласуваме. Значи, образованието за мене е и тука британската експертиза требаше да ни ја заврши работата.
Така? Да. Направени го образованието кој што треба. Да, според нашите проценки кои што е трајно си ја решил државата. Така. Вака ќе бегаат децата во странство и со нашата пруга ќе се возат некои други. Да. А ние ќе ја платиме. Според нашите проценки што работиме веќе 4 години со Светска банка, МОН, УНИЦЕФ за проектот така познат во јавноста оптимизација на училишната мрежа во основно образование, потребни се од 80 до 100 милиони евра за да целосно создадеме еднакви услови за секој еден ученик во оваа земја да учи во училиште кое што е достојно и според стандарди кои што се веќе 30 години во сила во оваа држава. Таа приказ на кога? Што туку дојдени министри ви раскажуваат за финскиот модел, така. Основата на чудото е дека седно каде се наоѓате во кралниот град или на периферија, стандардот, тоа е почетокот на добрата приказна, стандардот за околностите во кои се одвива образовниот процес не може да бидат разлика 19 и 21 век. Така. Што сака да ве прашам? Какви учители има и по кои програми се работи, да не збориме тоа као квалитетно образование. И тука се шансите еднакви за сите баш. Професоре, ако веќе капиталните расходи имаат веќе некакви фиксни наследени ставки, договорот за Бехтел Енка држи една позиција, мислам дека е околу 200 милиони. Ако овој поделе на 5 години, ова повлекување на 2,2 милиарди ќе значи 400 милиони, 400 и 200 се 600, некако ние веќе можеме да креираме, да си глумиме Гордана Кочовска, како ќе изгледа за следната година структурата на капиталните расходи, бидејќи само овие две ставки всушност ќе завземат најголемиот дел од тоа што досега ни е познато како обем на капиталните... Ќе го надминат тој обем, тој износ. Не, мојата теза е друга. А тоа е? Дали тоа значи дека ова е се што од следната година ќе ни биде јасно дека тоа е структурата на капиталните инвестиции, бидејќи ако има плюс уште нешто друго, тој ќе мора да оди на многу повеќе, тоа значи дека буџетскиот дефицит ќе биде поголем и тој ќе бара малку по-сериозно финансирање. Буџетскиот дефицит ќе биде поголем и ние очигледно ќе го финансираме со така наречено дефицитно финансирање, односно заложување, долгот ќе расте, параметрите што утврдени у стратегии, закони и така натаму ќе се едноставно ќе ги нема. Тие нема да се почитува. И Македонија ќе се задолжува. И се што е целата приказка, ние кога гледаме буквално мастер моделот на економски развој на оваа влада, он вели ние ќе се развиваме врз основа на капитални инвестиции. Значи, она многу едноставна формула на БДП, C плюс I плюс G плюс X минус M, они се врзали за тоа и тоа се инвестиции. Тоа, као математичка формула гледано вака, може некому кој што не разбира доволно економија да му изгледа многу логично. Но тоа не е така во праксата. И Македонија тоа не може да го направи. За една мала економија која што е бидејќи тие инвестиции барат капацитет, тоа веќе го зборевме, да не го повторувам. Претходната влада многу се потпираше на потрошувачката. И БДП колку и што растеше врзат на потрошувачката. И затоа и не порасна многу. Целата суштина на Македонија, на моделот на развој на Македонија, како да расте извоз. Како да расте извоз. Затоа е потребна инфраструктура, се согласувам однапред. Но тоа доаѓа како второстепена потреба. Она што е стварно најбитно е добро квалификувана работна сила, прво и прво. Добро квалификувана, добро обучена, продуктивна работна сила. Второ, најнова опрема која се користи технологија во производните процеси, дали се производи или услуги, се едно. Дигитализација, автоматизација и така натаму. Тоа е развој на Македонија. За да се стигне до тоа, Македонија не и треба вакви кредити. И требат реформи, внатрешни реформи. Образовна и на администрацијата и на целото деловно окружение, кои што као реформи, освен образовната, другите и не коштаат пари многу. Тоа со домашниот буџет се прави. Ама владата не ќе да прави реформи, сака да глуми реформи, гледа дека не може да го подобри извозот, странски инвеститори веќе престана да доаѓаат. Најави. Нешто веќе не е толку Елдорадо Македонија, има многу подруги поинтересни земји. Добро, борете се бројките. Не, окей, ќе позајмуваме пари и со тоа ќе правиме инвестиции и така ќе одигнеме бруто домашниот производ. Не држи уопште моделот. Тоа е приказка како малиот џокица замислува економски развој. Тоа нема да успее. Описот е дека
Тоа е развој преку инвестиции кои генерално ги носи владата, таа станува мега, таа станува супермен во економскиот писаж. По дефиниција се уште ја опишуваме и ние и странските партнери како трома, неефикасна, и сега се тоа уште повеќе го зголемува впечатокот дека е тоа некаква луда шема која не сосема можеме да разбереме како ги носи до такво задоволство дека се ќе биде одлично и дека приказната нема проблеми. Има една работа во таа равенка која што кажавте за јавниот долг, го забораваме планот за раст. Ние во следните 3 години треба да повлечеме 750 милиони евра. Дел се грантови благодарение, односно помош, буџетска поддршка благодарение на спроведени реформи, дел се инвестициски проекти. Каде е тоа задолжување? Бидејќи инвестициските проекти ќе бидат исто така преку инструменти кои што се со задолжување. Од друга страна, ако ги видите внимателно проектите кои што се во реформската агенда, деновиве беа јавно покажувани и посочувани како дел од проектите кои што ќе се финансираат од истиот овој влада со влада партнерски договор. Значи, многу е важно и да бидеме фер кон сите кои што не гледаат и кои што не слушаат, да кажеме дека ние како земја во моментов не знаеме каде одиме. Не знаеме која ни е насоката која што ќе ја тераме, кој е колосекот по кој што ќе одиме. Од друга страна, многу е важно, во минатото ние сме се изгореле како земја за клучни вакви инфраструктурни проекти. Не сме сакале да соработуваме со ЕБРД или со ЕИБ за инфраструктурни проекти затоа што проектирањето траело 2 до 3 години, а ние сме сакале сега. За голем дел од овие проекти за кои што ние зборуваме, па и дури се дел од планот за раст, ние се уште немаме проектни документации. Ние не сме подготвени да ни ги даде некој тие пари. Добро, ама тие во меѓувреме стигнале до приказната, има светско чудо, ноќе проектираат, ако можам да предноставам, дење градат. Кога и да проектираат, во моментот кога се соочувате со класичните проблеми на незавршена експроприација, за ни за други, и повторно тоа, како се вели, ќе се успори. Само се плашам дека ќе се доведеме во ситуација, како пред 15 на 10-15 години, каде што носевме закони за да ги менуваме после еден месец од нивното донесување. Се со цел да се прилагодуваме на некои тековни потреби, без да внимаваме како тоа ќе се одрази на системот. Проверувам, Виктор, за некои дури од ова што се од оваа европската агенда, откако ќе го поминат скенот во Брисел, од таа владина процедура, ЕНР, се составени, се поминати, се поминуваат прегледот на Брисел, и одеднаш кога ќе дојдат во собрание, ќе се појави Антонио Милошовски, ќе стави 4 амандмани, тие може и драстично да ја поменат содржината, но тоа е, ние имаме време за губење за такви трикови, кои најчесто можат и да се опишат, ама стигнуваат некои нови сигнали, некои нови барања, се е во ред. Пауза за реклами. Професор, ако сакаме да зборуваме за концепт, јас очекувам дека мора да биде тоа некаков унифициран ракопис, дека политиките што ги видите мора да бидат некако комплементарни и дека сега за оваа насока на која зборуваат, некако споредена со другите потези што ги прави уште повеќе шумови во просторот. Одлучувате, велите, мој изборно ветување беше 2 пати по 2500, 5000 денари пензии, тоа што сега се создава компензискиот фонд, ќе го фасилитираме некако. Велите, влада со влада во Будимпешта, ќе вратиме евроврзница, и јас одлучив на компаниите да им донесам ефтини кредити. Ниту е тоа работа на владата, и сега некако таа пак тема е тргната настрана. Тоа 2 месеци беше таква расправа како ќе се договорат со банките, сега гледам дека тоа некако не е ниту во мода, ниту е интересно. Се согласувам дека, да речеме, ефектите ќе треба да почекаме да ги видиме. Дали се ова што се случува го менува нашето портфолио за земја која не се пробала на пазарот, а по календарот кој дојде нова еврообврзница, ние всушност и не знаеме дали на ваков начин ние ја влошуваме или загрозуваме нашата цена на пазарите на кои што во еден момент ќе мораме да се појавиме, бидејќи
прилично сме потрошиле и во некакви рати години доаѓаат тие за наплата. Дали овие вакви одлуки по дефиниција значат дека таму каде што сега ќе биде малку злобна, не гарантира британскиот кредитен рейтинг, ние ги влошуваме собствените позиции за задолжување. Дефинитивно ги влошуваме, бидејќи очигледно тие позиции зависат од тоа колку е државата задолжена, колку добро ги сервисира своите обврски и од еден куп други параметри кои што ги проценуваат тие меѓународни рейтинг агенции, како и од моменталната состојба од понуда и побарувачка на тој пазар. Проблемот што го има оваа влада, со Виктор тоа сме го збореле, е дека за да знаеш колкава ќе биде каматата на евроврзница, излезе на тој пазар па ќе ја видиш. Додека ја нагаѓаме или вице-премиер или премиер викат оваа што ја договоривме е пониска од таа, иако таа не ја знаеме која е, си играме играчки. Она што Оливера мене многу ме погодува Македонија, ние со години викавме, модел на кој треба да се угледа Македонија е Словенија. Македонија најдобро прави она што го прави Словенија. Во последниве години стигнавме последнава година да викаме модел за Македонија е Албанија. Тоа што го прави Албанија треба да го прави Македонија. Колку сме паднале? Тоа не е само тоа што сакам да го погледнав и во врска со оваа приказна, и албанската влада имала некакви разговори, нивниот избор е нешто хидро, не знам што, но на крајот се откажала, напросто не ми се верува дека Еди Рама помалку разбира колку е ова згодно да тргнете по тој пат. На трагата на ова што вели професорот за не сме се пробале на пазарот за еврообврзница, не сум сосема сигурна, да речеме, бидејќи сега не останува во рамката повеќе за повлекување, иако тие стриктно се насочени за инвестиции, веројатно од ова неке можеме да користиме, да си затвориме, но некаква трета земја, партнер, може да мораме да го сервисираме. Како замена за еврообврзницата. Сега тоа однос, мислам, по дефиниција не е и баш нормално да велите ќе биде поевтино од евроврзницата. Евроврзницата е ти легнува на буџетска сметка, можеш да користиш за што сакаш. Ако го зборуваме за вакви стратешки проекти, ние сме оперирале во други аранжмани со 1% камата. Така е, но издавање на евроврзница е многу повеќе од само откривање колку ќе биде каматната стапка со која што ќе се задолжиме. Верувате, сум учествувал во такви процеси каде што застанувате пред инвеститорите, инвеститорите знаат повеќе за вас отколку вие, за вашата земја. И во еден неформален разговор со еден од моите блиски колеги тогаш кажа многу добра работа, вика за еден министер за финансии да знае кој е значењето на неговата позиција, треба да отиде на роудшоу да проба да ги убеди инвеститорите дека треба да инвестираат во македонската обврзница. Зошто? Затоа што тоа е еден сеопфатен процес каде што вие треба буквално да се соблечете пред инвеститорите и да кажете што правите. Вакви договори, вакво поставување и ваква пасивност на пазарите вас ви ја влошува состојбата на пазарот. Зошто? Затоа што колку почесто ве тргуваат, толку сте поинтересен. Колку сте поинтересен, колку побрзо враќате, колку сте ги следите правилата на игра, толку подобра каматна стапка. Колку помалку сте на пазарот, толку помалку ве гледаат, толку помалку ве земаат предвид. А инвеститорите се тие кои што си наоѓаат успешни приказни, а во моментот тоа е Албанија. Албанија и Црна Гора, ако зборуваме за Западниот Балкан. Тоа значи дека ние можеби во овој момент се бориме самите со себе, но многу брзо ќе треба да излеземе на пазар каде што ќе треба да се надпреваруваме и со оние кои што можеби во моментов и немаат потреба од финансирање. Затоа час поскоро треба легитимно е владата да одлучи на кој начин ќе се задолжува и ќе управува со јавниот долг. Не смееме тука да се ставиме затоа што управувањето со јавниот долг на крајот на денот е политичка одлука на една влада. Легитимитетот никој не го спори. Така е. Но треба да бидеме и гласни кога ќе видиме дека има ризици да се доведеме во ситуација на неликвидност на нашиот буџет и неможност за сервисирање на долговите кои што дел од евроврзниците ни доспеваат следната година. Баш ги имам тука пред мене, дел ни следуваат во неколку години кои што следуваат, тоа ќе значи дека ако се задолжиме и ако ги реализираме проектите, иако владата вели дека нема да повлекуваме се додека не бидат завршени проектите. Ама тоа никој не може да го гарантира. Ние се изгоревме со бектелијека со авансното плаќање и сега велиме не ќе одиме со други услови, ама другите услови можеби ќе значат и поскапи пари.
Затоа што никој нема да ви даде вам да финансирате некаков проект, а при тоа парите ќе стигнат после известно време. Терминот ни истекува, сакам само да поентирам со важната додавка. Вас ви интересираат овие фискални импликации и аспекти. Ние не можеме да шпекулираме априори колкави се корупцијските ризици. Се обидовме да поправаме регулатива, да дадеме шанса дека ДКСК има овластување да проверува закони, договори кои одат во собранието, некои од овие секако ќе одат откако ќе почне постапката за задолжување за избор на инвеститори и ќе видиме каков е нашиот потенцијал тогаш директно да ги проверуваме корупцијските ризици, функционирањето на институциите во одлуката на моделот, да не завршиме повторно како велешките гаќи и надзорот за најголемиот досега проект од 1,3 милиарди, кој не знаеме дали толку ќе биде, можеби. Да се надеваме дека нема да ја повтори српската приказна. Истиот тој Бехтел Јенка. Да се надеваме дека нема да повтори, да се надеваме дека некој работи во Македонија, владата ќе почне да ги слуша, независно од кого доаѓа, да е вако луѓе кои што зборат на емисии или некакви. Знаете, да ја задолжи државата, првим беше па за 6 милиарди. Па на крај испаднаа сега во првиот момент. Уште рамката е 6 милиарди. Меѓутоа, со една пресконференција во сабота, тоа не е дрско, тоа е Петар. Чекај, викни луѓе, дискутирај со една јавност, со друга, со комори, со невладини, со професори, со овие, со оние. Имаш стратегии, кажи проектите од таа стратегија, тој од таа стратегија, тој ми е приоритет, тој ми е приоритет. Држиме пресконференција, се наредиле, ние ќе земеме пари, тие се најдобрите на свет, точка. И ајде машината пропаганда. Тоа е лошо владење. Ужасно лошо владење. Добро, а тоа завршува лошо. Крај сме на емисијата, знаете како, ако конкуренцијата ви е политичка опозиција, на која најважно од оваа приказна ни е кажете од кои трети земји доаѓаат парите, оти нели тоа е најважното, бидејќи ако сте стварно од Лондон Сити, тогаш нема проблем. Така ќе изгледа доминацијата. Кабинетот беше клучен аргумент дека кредитот е добар. Така беше? Се додека недостасува во општеството. Не, дека историски веројатно. Така дека Черчил седел таму, не за друго. Се додека во општеството недостасува квалитетна и издржана економска дискусија, дебата, спротивставени мислења, ние ќе се наоѓаме во вакви ситуации. Па затоа бе Виктор не учествуваме во овие емисии. Ви благодарам што вечера бевте мои гости. Не сум сосема сигурна дали можеме во оваа фаза да бидеме појасни и подиректни, но ова ќе биде предизвик на подолг рок и ќе можеме да видиме повеќе детали. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија. Пријатно.